Македонска селска гајда на младиот Петар Ангелевски му донесе многу повеќе слава и бараност како на домашните свадби и веселби, така и во соседството. Поминато годишната свадба во Србија, Петар повторно е поканет таму да направи атмосфера. Тој периодов работи и на нов проект кој е поврзан со овој традиционален македонски инструмент. Младиот гајдаджија Петар Ангелевски, кој стана познат по своето прво музичко дело, кое го преточи пред публиката низ видеозапис, од година во година постанува се повеќе баран кај народот и публиката. Тој во периодов подготвува нова гајдаџиска инструменталка. Исто така додава дека претходната македонска селска гајда му донесе многу повеќе слава и стана повеќе познат на македонската музичка сцена. Како да ви кажем, значи сите беа изненадени. Так. Во главно на позитивно, сепак има луѓе што ти даваат и некои негативни критики за тоа што ќе го снимиш. Барем тука кај нас во Македонија, кои позитивни, кои негативни, но во глобала беа позитивни. Сите познаници, пријатели, роднини што ги знам, беа изненадени и восхитени од видеозаписот. За познат да, мислам познат во смисла го расширив како да кажам, гледаноста. Так. Ме разпознаа многу повеќе луѓе и од Македонија, и од Србија, и настрана, значи од границите на Македонија. Почнав и со свадби во Србија, имам ова лето исто. Али за сега мислам дека е супер. За Петар слободно можеме да кажеме дека е еден од помладите гајдаџи во нашата земја, кои го сакаат овој инструмент и творат македонска музика на него, со оглед на фактот што токму гајдата продуцира специфичен звук. Значи има млади деца кои свират, Така. али се уште не се прочуени. Јас лично до 2015 не ме знаеше скоро никој. Јас свирам свадби од 2012 година. До 2015 немав многу, околу 10-15 годината, значи лани пред 2 години, популарноста на народните инструменти стана поголема. Значи повеќе не бараат трубачи, бараат гајди, кавали, зурли, тапани по свадби најчесто. Петар минатата година во сработка со им продукција го направи видеозаписот за неговата инструменталка македонска селска гајда. Местото каде што изработан видеозаписот е во Демирхисарскиот регион.